Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Фаст. Вчерашниот ден, 11 октомври, е символ на нашата желба да живееме во наша држава, македонска, Аснонска Македонија. За жал, таа држава ја немаме и сите идеали на борците на НОБ се предадени. Наша основна македонска национална цел е и треба да биде враќање на уставното име. И 11 октомври е само мал подсетник дека ние македонците може да се здружиме и да формираме своја држава каде што ќе бидеме свој на свој. Како и да е, и поред тоа што 11 октомври е символ на востанието и непокорот на македонската нација, добро упатените знаат дека може би тој датум и не е баш почеток на востанието, дека може би имало активности на нашите дедовци, предци, кои и пред 11 октомври се организирале и организирале бунт против нацистичкиот фашистички окупатор. Денеска на таа тема ја зборуваме вистината за македонската нација и тој непокор со професор доктор Ѓорги Чакарјаневски, долгогодишен член на Националниот институт за историја. Здраво, Ѓорги, како си? Добро. Нека ни е честит празникот и вековит и да го држиме до тоа. Тој е столбот на нашата Македонија. Апсолутно. Тоа е и подсетник дека ние македонците може да се здружиме, да се организираме и поред тоа што изгледа како фат моргана и неостварливо, но исходот од тоа здружување, организирање и борба е Аснонска Македонија. Токму така. 11 октомври е ден кога сите ние сме учеле дека пукнала првата пушка во участокот во Прилеп и Куманово. Но дали има претходни действија во Македонија, дали е тоа Пиринска, Егејска или Вардарска Македонија, каде што нашите предци си имаат организирано и организираат бунт сакајки да живеат во своја држава? Така. Во македонската историографија се многу теми разработени. Меѓутоа, во текот на периодот кога беше социјализмот, кога беме во склопот на Југословенската федерација, значи во СФРЈ, некои теми беа некако запоставени, не се даваше внимание, не се истражува и представува табу теми не само за јавноста, него и кај историчарите имаше многу малку. Јас се сеќавам уште како студент на групата по историја, ние многу малку учеме за Методије Шаторов Шарло. Тој е секретарот на Комунистичката партија во Македонија пред да дојде за секретар Лазар Колишевски. Значи, тоа е периодот пред октомври месец, значи пред 11 октомври 1941 година. Што се случувало во тој период додека е начело на партијата во Македонија Методија Шаторов Шарло. Да. Еве, наксо, заради јавноста треба да знае дека првите акции, иако Шарло беше обвинет дека бил против оружјено востание, против собирање на оружје и така натаму, масовизирање некое во тие почетни форми, но во неговиот период се организираше првиот скопски партизански одред на 22 јуни 1941 година, значи тоа е далеку, во август 1941 година, што е далеку од 11 октомври. Значи тоа е настан, но претходно
се организира и други настани. Значи од 5 до 15 јули, Да. особено во Прилеп, да речеме, се изфрлени првите летоци што ги напиша македонските комунисти и патриоти. Затоа што македонските комунисти и патриоти беа единствената материјална сила која се појави во текот на Втората светска војна во борбата против наци-фашизмот, повторната окупација од страна на фашистичка Бугарија на овие простори и се разбира Италија во западниот дел на Македонија, и тие беа носители на таа акција. Значи од 5 до 15 се фрлија првите летоци во градот. Што содржаа тие летоци? Па тие летоци започна да пред јавноста да ја експонираат македонската кауза, дека македонецот е повторно окупиран, дека треба да се обедини и треба да се со една заедничка сила да тргне во борба против новиот окупатор за формирање на сопствена држава. Тоа беше основното. Да. Меѓутоа, набрзо после тоа, да речеме на 2 август 1941 година, се организира и првата манифестација за Илинден. Тамо требаше да зборува Кузман, меѓутоа Јосифовски питу, мислам. Да. Само што почна зборувањето или говорот на Кузман, бугарската полиција тоа го открива и врши прогони. Ова се случува во Крушево. Не, во Прилеп. Во Прилеп, да. значи на Илинден, Кузман Јосифовски, бидејќи тој е прилепчанец, и организираат овој протест, зборување пред масите во Прилеп, дека македонецот дојде часот да се обедини, да се ослободи, да формира собствена држава. Меѓутоа тој собире растурен и потоа Кузман се повлекува, но и по селата прилепски, и дури тамо масовно меѓу селаните, населението тамо пропагира за дека дојден часот да се нешто направи за македонската држава. Тогаш се формираше во времето на Шарло и покраинскиот воен штаб. Ако Шарло немал намера да организира оружјено восстание, ако немал намера да собира оружје, да организира, да речам, јатачка служба и да го организира селото кое што е главната подпора на партизанското движење, то не може да се случи. Значи, то не може да формира овој воен штаб. Тој го раководи војниот штаб, значи. Кога го формира војниот штаб? Во јуни месец. Во јуни месец 41 година, значи уште го немаме ова 11 октомври. 11 октомври, на 11 октомври во суштина се обздани она што претходно беше направено во времето на Шарло. Значи доби легитимитет, да речеме, она што имаше солидна база направено во Македонија околу излегувањето. Сега мораме да кажеме и тоа дека кога излагат партизаните и Скопскиот партизански одред, кој што е водма разбиен, кој го формира Скопскиот партизански одред? Времето на Шарло, војната комисија, тоа е 22 август. 22 Кога делува истиот? Па делува само кратко време, бидејќи е разбиен. Каде делува и која е неговата делува акција? во реонот на Скопје, сега да речеме, посебно би кажал, сега има и споменик тамо на формирањето на партизанскиот одред. Во Карпуш 4 ќе му дојде тамо недека на крајот на Линденска од десната страна кога одите према Ѓорче. Да. Тој е разбиен, што беше и за очекување, како што беше разбиен и Прилепскиот и Кумановскиот. Сакам тука да потенцираме еден друг момент. Партизаните, значи македонските комунисти, беа многу храбри деца. Може да замислите, тоа беа деца од 19, 20, 21 година, 22, кои што има силна идеја и знаева за што се излага, за што се борат. Имаме на мисла, ја користиме неколку историчари, кај нив идејата беше многу посилна од крвта. Нив не им значеше животот што ќе го загубат, тук идејата требаше да ја исполнат. Значи, сакам да кажам на крајов, еве, околу ова, со Методија Шаторо Шарло, дека големите припреми за новиот 11 октомври, бидејќи претходно велам, се случи излегувањето на Скопскиот партизански одред, беше добра основа и поука што да се прави. А каде беше разбиен Скопскиот партизански одред? Скопскиот партизански одред беше разбиен баш тамо и кај што е формиран. Кај што е формиран, значи во областа. Сега не можеме ние Скопје да го гледаме со оваа слика како што е сега. Тоа беа
тоа беше атар на селото и Влае. Тафталиџе Да. и од спротивната страна на Вардар, Влае. не Влае, спротивната страна на Вардар, Визбегово. Значи, у тој район е тоа. Партизаните не можеа да се спротивстават на бугарската полиција. Бугарската полиција беше сепак школована, обучена, тие знаева сериозни тактики, тоа беше Бугарија држава, фашистичка Бугарија беше држава која знаеше да се справи со таквите, додека партизаните си нема никаква обука. Нити пак знаева некоја тактика на маневрирање, напад, одбрана, повлекување и така натаму. И тоа дојде на крајот да овие партизански одреди, ќе ги спомнеме потоа и Прилепскиот партизански одред, да добијат, да имаат негативен крај. Значи, завршија со рапаѓање на партизанските одреди, овие трите, Скопскиот, Прилепскиот и Кумановскиот партизанскиот. Да. Иако тоа беше војнички неуспех, но гледано као некоја со некои други очи, да речеме, како политички настан, војно-политички настан, тоа представуваше значаен успех, бидејќи окупаторот веќе осети дека наспроти себе се појавува една маса на луѓе кои што не го прифаќаат, не прифаќаат повторната окупација и дека се борат за формирање на сопствена држава. Дали овие македонски обиди да се ослободи од окупаторот се лимитирани само на Вардарскиот дел Македонија или имаме негдека во исти такви обиди во Пиринска и Егејска Македонија? Да, точно е тоа. Вашата констатација има такви обиди. Само со една реченица сакам да кажам дека по Букурешкиот мировен договор, кога Македонија беше поделена на три дела, Вардарскиот дел го зема србите, Пиринска Македонија го зема бугарите и Егејскиот дел потпадна под Грција. Кога доаѓа Вторава светска војна, значи населението, значи македонските комунисти во Вардарскиот дел на Македонија беа под, условно да речам, под капата на КПЈ. Како дотогаш во кралството Југославија беа и сега се формираше комунистичка партија на Југославија, они беа во склопот и нивен претпоставен беше комунистичка партија на Југославија. Односно ги примаат директивите македонските комунисти за Вардарска Македонија од КПЈ. Во Пиринска Македонија, бидејќи Бугарија беше веќе го окупираше овој делот, комунистичкото раководство одлучи во Пиринска Македонија македонските комунисти да останат во склопот на Бугарската работничка партија комунисти и они во нејзин склоп делуваа. Истото е и во Егејска Македонија. Значи, целата Егејска Македонија, македонците се организира и делува, меѓутоа во рамките на Комунистичката партија на Грција, односно КПГ, како што ние историчарите во скратена форма постојано го кажуваме. Во Пиринска Македонија, дури и пред настаните во Вардарска Македонија, значи со излагањето на партизанскиот одред Скопски, таму имаме активности. Тие активности во Пиринска Македонија започнуваат веднаш по нападот на Советскиот сојуз на Германија на Советскиот сојуз. Значи 22 јуни. Да. Значи тогаш почнува нападот. Кога е дигнато восстанието во Пиринска Македонија? Тоа сакам да 26 кажам. и 27. Значи на 22 е нападот на Советскиот сојуз. Само 2 дена потоа, значи Централниот комитет на Бугарската работничка партија, така се у заграда комунисти стоеше, издава проглас и до комунистите во Бугарија да започнат припреми за организирање на отпор против нацифашизмот. Тоа е на 24. На 27, значи многу брзо иде тамо настаните за разлика од тука, во Вардарскиот дел, на 27 јуни издава директива повторно Централниот комитет на Бугарската работничка партија, комунистите да се илегализираат, да поминат во илегалство и да започнат припреми за организирање на 4 диверзантски групи за натамошно преземање на акција. Таа директива ја исполнуваат во Пиринска Македонија, бидејќи не се станува збор, ја организира односно околиските комитети во Горна Чумеја, во Благоевград, да речем Сандански,
Гоце Делчев, да речеме. Значи окружните комитети имаа задача да го тоа работат. И тамо почнува сериозна агитација и пропаганда на македонците во Пиринска Македонија да се организираат во борбата против нацифашизмот. Меѓутоа, настануваат сепак сериозни проблеми кај нив. 1941 година се исфрла еден одред во Неврокопско и меѓутоа доживува тој неуспех. Бугарската полиција, како предмалку што напомена, беше сериозно организирана. Таа имаше информации преку нејзини јатаци кои се луѓето, што превземат, какви активности следуваат и така натаму, и пред да се случи таа превземаше голем број апсења, судски процеси, интернирање на луѓето, така да речиси крајот на 1941 година завршува со едно повлекување. Дури во тој период и Централниот комитет на Бугарската работничка партија издава проглас да се повлечат комунистите, значи во една илегала и да се почекаат подобри времења. Еве на пример за таквата одлука на Бугарската работничка партија, Никола Парапунов жестоко се спротивставува, он не се помирува да се повлечеме, па ќе чекаме подобри времења. Треба, сме тргнали, треба тоа да го направиме. Кои биле водачите на отпорот во Пиринска Македонија? Така. Па водачите се оние истите што го формираат и првиот партизански одред во Пиринска Македонија. Тоа е само 5 дена по нападот на Советскиот сојуз. Значи тоа е прво организирање во Македонија. Значи не е во Вардарска, него првото организирање е во Пиринска Македонија. Водачите се Никола Парапунов, потоа Козарев, Иван Козарев и Никола Калапчиев. Значи тие се Разлошко, Јане Сандански реонот, значи реонот во Пиринска Македонија. Они се основните двигатели на тоа движење партизанско. Значи има и други, Станке Лисичков, да речеме, се појавува како сериозна и значајна личност во тој дел на Македонија. Значи оние на 27 само 5 дена по јуни нападот се организира и тогаш е првиот партизански одред. Каде делуваат? Тие делуваат во Разлошко. Во Разлошко. Во Разлошко делуваат, а само без малку и не пол месец ден, крајот на јули, значи не јуни, јули месец, излега и втората група на партизани со овој Никола што го спомнав Калапчиев. Тоа е втората група на партизани и сега исто така го кажав тоа дека и тие доживуваат неуспех некој војнички, меѓутоа заради зимата притисокот и на Централниот комитет треба да се почека добри времења што го споменав, се повлекуваат, за кое што Никола Парапун жестоко се спротивставува и не го прифаќа тоа. Инаку карактеристично е тоа што во 42 година на тој простор, во Пиринска Македонија, бројни има апсења, бројни судења, има бројни интернации, така да бугарската полиција и војска тоа успева да го тоа неутрализира. Меѓутоа, без разлика што се случува, 42 година се формираат и нови одреди, а 43 година веќе добива подруги димензии, дури раководството на овие областни комитети, што ги предмалку напоменав, имаат да прават напори за соработка со Комунистичката партија на Грција, значи со партизаните од Грција и исто така и со партизанското движење во Вардарскиот дел на Македонија. Но некоја поголема соработка не доваѓа, некоја поголема заради околностите кои што. Да, сега во Егејска Македонија кога нашите се организираат и го окружат првиот отпор? Па еве како е тоа. Во Егејска Македонија нели рековме дека македонците што беа организирани како комунисти беа во склопот и действува во склопот на Комунистичката партија на Грција, на КПГ. КПГ во 1935 година, значи многу порано, ги признава македонците и ги признава како равноправен субјект во рамките на Комунистичката партија на Грција. Но кога доаѓа војната, значи 40 година, 41 година,
тие права на македонците што Комунистичката партија на Грција им ги даде 35-та година на македонците, почнува да ги стега, да ги повлекува, само нив ги искористи како маса за да се организира отпор, антифашистички отпор во самата Грција. Значи тогаш били изиграни. Изиграни. Во октомври месец 1941 година Лазо Трповски го формира првиот партизански одред во Егејска Македонија. Лазо Трповски. Сега Лазо Трповски и тој одред исто така доживува, да речеме, тој делува во Костурскиот крај и тој доживува неуспех и есента многу брзо и замрува. Меѓутоа не престанува организирањето на македонските комунисти во Егејска Македонија. Особено во почетокот на 1942 година, тогаш се формира една организација Македонски ослободителен антифашистички фронт, одбор. Тоа е значи МАО организација. Картеница македонска антифашистичка организација МАО која развива голема активност на подрачјето на Ленинско, Костурско, Воденско. Таа го развива до тој степен ја развива таа агитација и пропаганда. Да речеме, пропагандата беше да бугарите имаат сосема нечесни намери да го бугаризираат населението кој што не е бугарско и така натаму. Меѓутоа, во текот на 42 година таа организација е формирана во април 42. Областниот околискиот комитет на Воденско гледа дека македонците се организираат и оваа организација МАО станува посериозна, појака, се помасовна и повеќе со влијание кај населението, тие ја укинуваат. Меѓутоа набрзо формираат славјено македонски народно-ослободителен фронт. Формираат и тој фронт исто така имаше некоја таква улога, така да македонците преку овие организации почнуваат да действуваат. Тие се сериозно организирани во како доказ за ова е, да речеме, 43 година селата кои што беа со македонска популација сериозно ги подпомага македонските комунисти од тамошниот дел на Македонија, а кога единиците од Вардарскиот дел отидоа у декември месец 43 година во Егејска Македонија, да речеме во районот на село Фуштани, каде се формираше и втората македонска народно-ослободителна ударна бригада, најдоа на широка потпора кај населението. Огромна потпора. За тоа зборува и самиот темпо кој често пати одеше на релација Албанија, Грција, со цел, а темпо беше представник на главниот штаб на југословенските војски тогаш. Значи, Тито него го испрати во Македонија. Темпо имаше и идеја да формира и балкански штаб. Значи, заедно со грците, со албанците, па и со бугарите. Но до реализација на тоа нема дојдено. Иначе, потполна имаше потпора. Значи, дури темпо во неговите сеќавања кажува дека кога отидовме вели во Егејска Македонија, како не знаеме ни кај сме, дали сме вика во Вардарска Македонија или сме во на територија под Грција. Значи, такво беше расположението на македонците од Егејска во смисла на потпора, издржување, храна, бидејќи тамо остана скоро еден месец дена и потоа почнува тој познат во македонската историја и историографија февруарскиот поход кој што единиците кои што беа стационирани тамо со формирањето на втората македонска ударна бригада се префрлија повторно во Вардарска Македонија во три правци. Едниот група баталјони заминаа кон Кумановскиот терен, втората бригада во реонот на Типешијата и третата продолжи кон Велес. И сега да се вратиме на Скопскиот партизански одред и Методија Шаторов Шарло. Значи, 22 август он излага партизанскиот одред во него. Што се случува од кој е разбиен со Методија Шаторов Шарло? Тој не фигурира во нашата историја толку проминентно. Затоа реков јас на почетокот дека имаше одредени табу теми кои што во времето на Југославија, Социјалистичка федеративна република Југославија, беа некако ставени настрана. Македонската историографија не посветуваше внимание повеќе, но од тогаш наму започна сериозни
истражувања, дури за Шарло беше организиран и научен симпозиум во кој мислам дека речиси до крај е расветлена ситуацијата околу неговото место и улога во македонската историја. За време на Шарло не спомнаме дека се организираше и акција, диверзантска акција на рудникот Радуш. Потоа се организираше акција на аеродромот во Скопје. Се организираше војничка акција. Кога се овие акции? Овие се акции непосредно пред 11 октомври, тоа се јули-август. Тие акции се. Меѓутоа, Извине за тоа што нас во нашите читанки, посебно ние кои сме родени во Југославија, и ние не учеа дека македонците последни дигнале восстание, а сега овие принципи наши 5 дена после напад на Советскиот сојуз, далеку пред било кој народ и први на Балкан. Па точно така е. И затоа ја велам дека фактички 11 октомври го официализираше само она што претходно се случи. 11 октомври беше врвот на она претходно. Нели, претходно партизанскиот одред, и на тунелот имаш акции по гомила и така натаму. А претходно, кога се формира, веќе кога се менува Методија Шаторов Шарло и на негово место доаѓа Лазо Колишевски, инаку тој е Лазо Колишевски јавноста знае дека тој е од Свети Николе, а пред војната и за пред војната он е фактички во дом сиропиталиште во Битола. Српските, тогаш односно југословенските кралски власти, него го испраќаат во пиротехнички завод во Крагуевац на школување. Тоа е пиротехнички завод во Крагуевац, денеска е црвена застава Крагуевац. Таа произведуваше оружје, муниција и у последно време у СФР произведуваше и возила, не знам, она Фичо, застава 101 и така натаму, меѓутоа тој отамо завземаше некои високи функции во местото, значи во Краговец, и оттамо доаѓа во Скопје, го менуваат Шарло, и тога Шарло се повлегува од Македонија и заменува во Софија. И тамо зима високи функции. Шарло беше интернационален. Еве, може да замислите, да речеме, британските обавештајни служби што зборува за македонските комунисти. Тие велат, нивната проценка е, дека македонските комунисти првенствено беа националисти. Но се разбира во позитивна смисла. Па потоа вика беа комунисти. Че сакаат да си направат своја држава, за да немавме. Апсолутно. Дури, еве, може би символично, да речеме, кога се случува првото заседание наслов, таму имаме представници од Пиринскиот ЕГ со Македонија. Тоа не е случајно да се изрази духот и желбата на македонец. Или да речеме едно малку тргање настрана, 45-та година со настаните на 7 јануари 45-та година, кога се побунија 2 единици од македонската војска, кои веле дека не кеме на Срем, сакаме на Солун. Ја често пати си го поставува прашањето од каде таа идеја на тие борци кои што беа некои мобилизирани доброволци 44-та година и почна и мобилизација некоја, но генерално беа доброволци. Од каде таа мисла не кеме на Сремски фронт, сакаме на Солун. Таа идеја за на Солун ја првпат ја фрла Светозар Вукмановиќ Темпо. Погрешно е во историографија некој збора за Темпо дека бил, не знам, просрпски, про-она, нема врска тоа. Темпо ја фрла кога се ослободува Битола на 3 ноември 44 година. Наредниот ден се одржи митинг во ослободена Битола и Темпо држи говор на широк сокак во Битола, во една куќа на балконот од куќата, многу собран народ и така натаму, и тој тука ја фрла паролата на Солун. Темпо, иначе од каде би знаеле овие? Мислам дека и на тамошната политичка, да речеме, активност на Темпо беше врзана со овие, затоа што и во документацијата која среќаваме ние, кој Темпо ја праќаше до Врховниот штаб во Белград, говори исклучиво во полза на македонците. Тоа се македонци во Егејска Македонија, кај што бил пречекани, дека се треба борба да се води, дека она, и мислам дека тоа е можда една од причините што Темпо некако се тргна во сенка по
ослободувањето на Југославија кога почна оној социјалистички развој. Дали Скопскиот партизански одред имаш врски и координација со Прилепскиот партизански одред? Не. Тој немаше врски и координација затоа што Прилепски уште не беше формиран. На 11 октомври кога се формира Прилепскиот партизански одред, тој започнува први борбени акции. Претходно прилепските партизани одат на Селечка планина и тамо престојуваат, тамо го разработуваат планот за напад на участокот во Прилеп. Дури една група на партизани претходно се упатени на Велешкиот терен кај тунелот во Гомела, многу значајна точка, да речеме, за пругата Скопје, Велес, Прилеп, Битола, да го истражуваат теренот за можни диверзантски акции на тунелот. Кога одат овие партизани на Селечка планина, тогаш го разработуваат овој план за напад на участокот и тоа го спроведуваат во 3 групи. Првата група имаше задача да го нападне самиот участок. Втората група имаше задача да ги нападне овие телефонско-телеграфски инсталации, значи комуникацијата, значи тогаш нема како сега, на тие бандери, жиците се телефонски, телеграфски жици, срушиш бандерата, жиците паднат, нема комуникација Прилеп со Битола или Прилеп со Велес или со Скопје. Многу важни беа тие рушење на мостови за да може да се попречи, се разбира, не за долго, тие брзо ќе ги направат мостовите, но тие акции и третата група обезбедувањето го правиш. Сега тука има еден карактеристичен случај, нема, некои покушаваат, настојуваат во да кажат дека во Македонија имаше елементи на граѓанска војна. Меѓутоа, значи, многу сериозно тврдам дека такви елементи нема на граѓанска војна. Такви се наоѓаат во Србија, затоа што тамо беше Неѓичевци, Дражичевци, комунисти, тамо беше малку поинаква состојбата, но во Македонија апсолутно не. Само еден од историчарите кој не би сакал да му го спомнам името, во лични разговори со него, тој ми тврдеше дека имало елементи на граѓанска војна. Кој е фактот, кажи ми го, во разговори, кога го напаѓаат партизани во участокот во Прилеп, стражарот пред Прилепскиот участок, а тоа е полициска станица, нели? Е македонец. Ама во една престрелка, борба, јас кога би пукал, ја пукам во униформата, дали е внатре во униформата некој французин, србин, германец, грк, не е битно, тоа уопште не е битно. Тоа не е битно, него и се он вади заклучок што апсолутно не му држи дека има елементи на граѓанска војна. Тоа е сулуда идеја, значи тоа не може да се прифати како. А и Плуто има поголеми рамификации таа борба, за тоа што идеолошки сите биле за нека нова наша држава. Апсолутно. Велам јас тоа, еве го да таа идеја ги водела сите нив. Сите ги водела. Па може да замислите вие, да речеме и еве 11 октомври е многу значаен датум. Значи претерано многу значаен датум. Значи македонските комунисти реков дека само за 4 години успеа да формираат држава, може и околностите беа такви војни услови и слично. Дека друга организирана сила немаше, но нивната идеја беше и за обединета Македонија. Не беше тоа само така, само Вардарскиот дел се правева обиди поврзување и со Пиринска Македонија, и со Егејска Македонија, но ете, за жал, до тоа не дојде. Да. А што се случуваше со Кумановскиот? Па иста е ситуацијата како и со Прилепскиот. Кога е формиран он? Исто на 10 и 11 октомври и излагаат како две групи се, значи, како и на одред, на групи, крадачкиот одред, исто така доживуваат неуспех. Ја знам тоа, значи, нема партизаните никаква обука, нити пак оружје солидно. Значи, најголем успех беше тие во собирањето на оружје, зашто нема ништо едноставно, и тој доживува неуспех, овој Кумановскиот, овој партизански одред. Но чинот на излегувањето, храброста на македонските комунисти и патриоти,
е нешто што не можеме да го потцениме. Тоа е од денешен аспект кога гледам, тие беа млади деца или па за време на Илинден. И тие грото беа родени 1875, 76, 73. А грото од децата кои го дигнаа восстанието во Македонија? Исто, сите беа, па еве, да речеме, земете стрелањето на ваташките деца, немалото беше 17 години. Тоа е чудо едно нешто направено. Значи 17 години. Ретки беа во партизани да изгледат луѓе со 40 години. Едино го има еден народен херој, Блажо Тодоровски Чичето, тој е од селото Ресава, Кавадаречко. Мислам дека тој имаше 43 години. И тој остави 3 деца дома и отиде у партизани. Може да замислите. Да. Тоа е чин, а другите беа се деца беа родени 20 година, 21, 19 година, значи ако бил 21 роден, 41 од 20 години. Да. Е сега од наша страна, како би кажал, дали ние треба да го славим 11 октомври или 22 август, кога Методи Шаторов Шарло го со скопскиот партизански одред Добро, го малку дига восстанието. Така е. Сега тоа се поставува прашањето. Да. Оти ние Кој во датум? историјата јас не јаме учено за овие работи. Да, па затоа ја спомнав дека 11 октомври само го официализираше, значи, или го обзнани она што претходно се случи. Да. Ако земете најправилно би требало да е август месец, бидејќи тогаш започна престалка е тоа, излегуваат во партизани децата, значи не е тоа. Но ете, се прифаќа и важно е за мене Дали тоа може би заради идеолошки потреби на Комунистичката партија на Македонија после војната да се официализира све што иде на кај од Лазо Колишевски Да. па на Па не можам баш вака попрецизно да одговорам. Иако можам да кажам дека Лазо Колишевски кога доаѓа од Крагуеваc, кога го менува Методија Шаторов Шарло, он доаѓа во Скопје. Останува еден ден во Скопје и тој никого не познава. Никого. Нема врски, нема партиска, нема ништо. Партиска има, но нема врски да стави во контакт и тој заминува за Битола. Од каде што тргнал од тоа сиропиталище, кај што тргнал во Крагуеваc, во тој пиротехнички завод да се школува и таму ја развива таа дејност многу кратка. Заминува и уапсење 41 година во Охрид. И потоа е пратен во интернација, значи он буквално неговото учество во Втората светска војна, како што имаат партизаните, никако нема. Едноставно нема. Дури тој успеа, мене ми е јасна таа слика како историчар, тој беше осуден на смрт. Како се спаси тој? Него му беше жена Лиљана Чаловска, битолчанка, која што потекнува од имучна фамилија, имучно и прифатено, признато семејство во Битола, незиниот тато, и кога го апсат Лазо Колишевски во Охрид, бидејќи таа му беше како девојка тоа време, како млади, го замолува таткото да интервенира кај бугарскиот патриарх, кој што имале контакти заради тоа што бил познат во Битола граѓанин, и тие бугарите сака со такви, не ќе со некоја рабаџија да другаруваат, него со такви личности, а тој бугарскиот владика да интервенира кај цар Борис. Јас сум ја видел и жалбата на Лазо Колишевски до цар Борис дека треба да се помилува и така натаму. Потоа во архивот, во нашиот државен архив, потоа сакав да го истражам дали потписот на Лазо или пак е некој не е фалсификуван од адвокатите, дали тој лично е потпишал жалбата, но кога се осамостои Македонија, Лазо Колишевски се најде на некој удар од одредени политички структури, за да не се ствара некоја голема прашина во државата. Документите беа повлечени, барам ја така ми беше кажано, а тие се постојат документи, и он благодарение на тоа интервенцијата кај цар Борис он е помилуван. И по капитулацијата на Бугарија, Лазо се враќа тука
и ја продолжува неговата активност потоа и станува овој прв председател на владата на Македонија 46 година, кога се дефинитивно се донесе устав на овој демократска федерална Македонија, како што тога се викаше, потоа овој Федеративна народна република Македонија, па СФР и така натаму. Да. Сега, ова е Северна Македонија сега. Дали ние, оваа генерација македонци, ги предадовме идеалите на борците од народно-ослободителна борба, знаејќи дека тие сакаа Република Македонија? Па, видите, јас сум приврзаник, не ми е за мене прифатливо. Дотолку повеќе како тоа се случи. Референдумот беше од председателот на комисијата за референдум прогласен како неуспешен, да вие да кажувате дека е успешен. Знаете, во она мешање немање пратеници, па да ги носат од тамо, од вамо, од Охридско, Стручкиот регион, познати се личностите, тие 8 кои што беа, според мене, значи, злоупотребени од власта да го направат тоа што денеска е Северна Македонија. За мене е тоа неприфатливо, но тоа е некоја сега реална состојба која што мислам дека треба да се донесе во нека друга позиција. Професоре, благодарам што бевте наш гостин. Драго ми дека ги изнесовте овие многу поучни историски факти. Драги гледачи, на вас ви се заблагодарувам што ја следевте нашата денешна емисија. Наша цел, македонска национална цел, е да ги следиме идеалите на асноци и да си ја вратиме Република Македонија во наши раци. Честит 11 октомври, до следното видување, се најдобро.